Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по ликовно образование во и училницата на Едуино, со мене Викторија Чалоска, оделенски наставник во Основното училиште Јан Амос Коменски, Скопје. На денешниот час ќе поразговараме за линијата и настанувањето на текстурата. Цели на овој час се да умеете да применувате и комбинирате различни видови линии: легната, исправена, коса, брановидна, затворена, отворена, долга, куса, дебела, тенка, и да воочувате и представувате различни површини по текстура: тврда, мека, рапава, мазна. Од прибор и материјал за работа ќе ви бидат потребни: листови од блок, молив, боичка или фломастер, пастелни бои, кора од дрво, лист од тетрадка. Вие веќе сте запознаени со линијата како ликовен елемент. Да се потсетиме какви видови линии има. Со моливчето, боичката или фломастерот можете да нацртате различни видови линии. Линиите ги користиме за пишување на буквите и броевите на часовите по македонски јазик и математика. Така, буквата А е составена од една коса линија во лево, една коса линија во десно и една легната права линија. Буквата О е составена од една затворена крива линија, додека пак буквата Т е составена од една исправена и една легната права линија. Бројот 1 се пишува со една коса и една исправена права линија. Бројот 4 пак е составен од една коса, една исправена и една легната линија. Како што можете да забележите, и дваде формите се цртаат со линии. Во ликовното образование, линиите ги користиме при создавање на секоја творба, бидејќи линијата е основно средство во ликовното изразување. Сега, обидете се во вашите блокчиња да нацртате по ваш сопствен избор различни линии. Може да користите прави, криви, отворени, затворени, брановидни линии. Сигурна сум дека успешно ја завршивте поставената задача. Сега да поразговараме за површината на предметите што се наоѓаат околу нас. Во природата, материјалите и предметите се различни по изглед, форма, боја, а исто така е различна и нивната површина која може да биде рапава или мазна. Дали и колку предметите се мазни или рапави, например кората на дрвото, можеме да забележиме преку нашиот вид, а уште повеќе со допирот на раката. Овој вид разлика на изгледот на површината на предметите се нарекува текстура. Како што можете да видите на слайдот што е пред вас, постојат различни видови текстури. Сега, со вашите рачиња, поминете по површината на неколку предмети што се околу вас. Сигурно ја почувствувавте текстурата на предметите кои ги допревте. Забележавте дека тие се различни, рапави или мазни, тврди или меки. Како што кажавме претходно, текстурата настанува со повторување на линии или точки. Сега, земете ги повторно вашите блокчиња и со повторување на линии или точки создадете текстура. Бидејќи и ова успешно го завршивте, сега сте подготвени да нацртате цртеж со користење на линија и текстура. Мотивот е грмушка покрај река. Ова што го гледате пред вас е цртеж кој може да ви даде идеја како преку линијата да создадете текстура. За да го збогатите цртежот со боја, користете пастелни бои. Драги ученици, со помош на линиите, боите и формите,
Можеме да ги искажеме нашите мисли и фантазии преку цртеж и да уживаме во нив. Сите вие умеете да цртате, сликате и моделирате. Само треба малку трпеливост и малку вложен труд, па резултатот нема да изостане. Довидување и секое добро!